И уште еднаш ќе кажам, што е планината без шума, исто како и рибата без вода. Токму поради тоа во нашето студио го поканивме првиот човек на јавното предпријатие Национални шуми. Добар ден и добре дојде за господинот Здравко Трајанов. Добар ден, благодарам на поканата. Секогаш е задоволство да се присуствува во вашата ценета емисија. Ви благодарам за кажаното. Оно што јас на почетокот би ве прашала, рековме дека денес е светскиот ден на планините, но планините без шуми нам ни се непозната работа и добро е што е тоа така. Во тек е пошумувањето. Така. Во секој случај Македонија е шумовита држава. Знаеме дека планинскиот и речистиот релјеф го диктираат на некој начин појавата на шумите. Наша задача како јавно предпријатие е нормално да се грижиме за државните шуми, да воспоставиме ред и на некој начин да го контролираме целиот тој процес на развој на шумата и да допринесеме за поквалитетни и постабилни шумско-еколошки системи кои ќе значат гаранција и стабилност на истите. Дел од акциите кои ги правиме е преку вештачки пат, односно со пошумување, онамо каде што е неопходно да соодветно интервенираме и да го зголемиме шумскиот фонд, како по површина, така и по квалитет. Онамо каде што природата дава природна обнова, нормално тоа е многу постабилно и оставаме природата си го заврши своето, меѓутоа ние со пошумувањето настојуваме онамо каде што сакаме да постигнеме брзи резултати, да промениме одреден дрвен вид, да конвертираме одредена нискостеблена шума во високостеблена, одиме со пошумување и нормално во моментот ги имаме тие акции за пошумување. На моје огромно задоволство, оваа година сериозно пристапивме кон целата таа работа, произведовме најпрво квалитетни садници кои гарантираат успех во пошумувањето и сега го форсираме тоа есенско пошумување, затоа што знаеме дека пролетните пошумувања ни се многу послаби, големите и долги периоди без врнежи преку летото на некој начин го лимитираат пошумувањето во однос на пролетните пошумувања, меѓутоа сега баш го правиме тоа што треба да го правиме и користиме овие врнежи за да успехот на прифаќање на садниците биде огромен. Пошумуваме по основ на неколку проекти. На моје големо задоволство неколку години нереализација на проектот со Обединетите нации ГЕФ-6 преку Министерството за животна средина. Готово целосно ќе го реализираме оваа година. Со Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство ја имаме програмата за проширена репродукција. Тоа е една програма каде што настојуваме да го зголемиме фондот на шумите во Република Македонија. Нашите редовни пошумувања, тоа е простата репродукција, значи тоа што се сече и онамо каде што немаме обновување. Одиме со пошумување така да имаме еден спектар на сериозни пошумувања оваа година во Република Македонија. Претпоставувам дека дел од она што го планирате секако и некако да се надомести онаа загуба на шумскиот фонд кој што годиниве наназад го изгубивме во големите шумски пожари што ги имавме низ државава. Колку време ќе ни треба да го надоместиме сето тоа? Така. Во суштина целата работа после пожарите е загрижувачка, меѓутоа ние соодветно нашето работење го прилагодуваме кон настанатите состојби. Што значи тоа? Да поедноставам, ние редовните сечи на некој начин ги редуцираме и целата наша активност во однос на шумските потреби и тоа што значи наши активности во шума, ги насочуваме кон овие опожарени шумски површини. Таму најпрво мораме да го исчистиме теренот, затоа што ако не пристапиме кон тоа, ова се потенцијални опасни жаришта, каде што може да се јават деструктори, инсекти, габи, снегоизвали, ветроизвали и така натаму, кои понатаму можат сериозно да ја загрожат шумата. Значи, пристапуваме брзо кон чистење на тие терени и нормално онамо каде што нема природна обнова, форсираме пошумување, се со цел да ги санираме последиците од пожарите и на некој начин да воспоставиме ред во шумарството. Оно што е последниве години многу актуелно,
кај поголемиот број од граѓаните, тоа е спортувањето и рекреацијата, движењето во планина и движењето низ шуми. И тоа е добро. Тоа е супер. Но изминативе неколку години постои во летниот период забрана за движење во шума, па ме интересира колку се почитуваат тие прописи. Така, во секој случај наша интенција како шумари е секогаш шумата, планината да ја доближиме до луѓето. Затоа што на некој начин тоа е богатство на државата и секое престојување во шума значи момент плюс за самата шума. Затоа што луѓето ја сакаат, стекнуваат позитивни навики, понесуваат со себе позитивни искуства, го пренесуваат тоа на другите луѓе и така натаму на своји пријатели, и секогаш во шумарството постои правило да ја доближиме природата, шумата до луѓето. За жал, има луѓе кои не секогаш и го мислат најдобро на шумата. Од најразлични причини сме зборували на таа тема, пожарите некаде 95%, 98% се подметнати. Так. И тие прават огромни штети на самата шума, и во такви констелации, согласно и тоа нели што го имаме на терен, огромни периоди без врнежи, многу високи температури, принудени сме да ја донесеме таа мерка на некој начин да одреден период во текот на годината го намалиме присуството на луѓето во шума, се со цел да имаме контрола на целиот процес. Овде не значи дека луѓето не можат да престојуваат во шума. Значи, забраната не значи по дефолт дека таму луѓето не престојуваат. Туку само го контролираме движењето во шума, односно луѓето треба да се пријават во нашите подрачни единици, так, да добијат дозвола и повторно да ги користат сите благодети на шумата. Значи, во ниту една ситуација не станува збор за херметичко затварање на шумите и дека луѓето не можат да присуствуваат. Меѓутоа, тоа на нас ни помага многу да знаеме каде се движат луѓето, на кои позиции, и за да можеме да ги преземеме соодветно нашите мерки на превентивно делување, да не настанат одредени пожари, или ако евентуално ситуации настанат, да знаеме како да делуваме, пред се да ги пронајдеме тие луѓе, да ги известиме дека има некои пожари, евентуално некои мерки кои се предвидени согласно кризните штабови, така да мора целиот тој процес да биде контролиран и на некој начин да биде согласно позитивните закони во државата. Повторно ќе кажам, во интерес на граѓаните. Тоа се практично протоколи кои што мора да се почитуваат заради безбедноста на сите оние кои што престојуваат во тој период во планината, во шумата. Так, генерално едно од најлошите работи кои ќе се случи пожар во шума, тоа секој оној што го има видено знае за каква природна катастрофа и кој потенцијал на енергија е самиот шумски пожар, така да сите движења во тој контекст мора да бидат добро испланирани. Ние дури имаме и мерка, не може секој да иде да гасе пожар. Тоа е многу сериозна работа, таму одат лиценцирани луѓе кои имаат поминато соодветни обуки да можат тоа да го прават, а во секој случај она што значи посетители во шумата, мораме ние соодветно да ги обавестиме, да им кажеме при издавањето на таа дозвола дека има таква ситуација, да бидат внимателни со палењето на огин во отворено, или тоа е забрането, меѓутоа да не настанат ниту малку случајни несакани последици кои би можеле да ја загрозат и така сложената ситуација со пожарите. Планините се места кои што ни даваат не само кислород, бидејќи има многу дрва во шумата, нели, ни даваат ладовина летно време, ни даваат можности за уживање на снегот, да речеме, во текот на зимата, но ни даваат и многу билки, растенија, шумски плодови. Имаме и можност да собереме нешто.
голем дел од луѓето кои што живеат во такви планински предели сериозно и професионално, би рекла, се занимаваат со собирање на шумски плодови. Каква е тука состојбата кога станува збор за дозволите? Така, нормално покрај главните шумски производи, тоа е дрвото, ние имаме и второстепени, споредни шумски производи, кои се многу интересни во последно време и од рекреативен аспект, меѓутоа и од можност да се сериозно заработи, затоа што има луѓе кои тоа сериозно го прават и може да го зголемат својот домашен буџет преку собирање на печурки, чаеви, лишеи, мовови, разни производи од шума. Тука се нормално и овошките во природна средина, најубавите, без пестициди, без прскање, сето тоа е интересно за луѓето. Малинките, капинките, оревите, лешниците, значи една широка палета каде што луѓето можат да уживаат во целата таа работа, а оние кои се занимаваат професионално и да го зголемат својот буџет. Постои одредена празнина, ние ги издаваме тие дозволи, меѓутоа се надевам дека во иднина малце ќе поработиме и со новиот закон на регулирање на ова материја, за да можеме одредени средства да ги вратиме во шума и преку едукативни кампањи да допринесеме за правилно собирање на тие второстепени или секундарни шумски производи, за да истите ги трајно зачуваме, луѓето да знаат како се собира печурка, како се берат овошки, како се собират чаеви, каде може тоа да го прават, колку и на кој начин нормално, без да ја загрозат обстанокот на одредена билка. И тоа се на некој начин убави работи кои сите не поврзува со планината во позитивен аспект. Огромен потенцијал, биодиверзитетот во Република Македонија, во нашите планини, во нашите шуми е многу голем. Среќаваме тука најразлични дрвни видови, грмушки, приземни растенија, така да е на широка лепеза на можности која е во интерес на граѓаните. И сега кога сте веќе тука, не можам да не ве прашам, кога дојдовте на местото директор на јавното предпријатие Национални шуми, наследивте ситуација каква што наследивте, еве после година и нешто, задоволен ли сте како тече работата во предпријатието и какви се вашите планови? Така, апсолутно. Сите во државата знаат дека јавното предпријатие Македонски шуми на некој начин беше во изумирање. Ситуацијата беше хаотична, на работ на хаос. Уште тогаш кога дојдовме баш беа актуелни овие пожариве и се соочивме со многу сериозни проблеми кои моравме да ги решаваме во ход. Меѓутоа, целата работа беше многу полесна, иако бараше многу работа, затоа што владата на Република Македонија стоеше за нас. Уште од почетокот, една од првите одлуки на владата беше прераспределба на средства со цел да се исплатат за останати плати на работниците. Ако верувате, ние имавме и година и пол неисплатени теренски трошоци. Сериозни суми на кои им ги должевме на вработените. Дел од тие обврски и ден денес стојат како обврски. Наследивме 20 милиона евра загуба на предпријатие кое представува од аспект на самофинансирање огромен финансиски терет. Меѓутоа, тоа што мене ме радува е моментот дека полека ја ствараме климата во предпријатието дека сакаме ова предпријатие да обстане, да заживее, да биде успешна фирма во Република Македонија и на некој начин се трудиме секој дневно да ги менуваме работите на подобро. И повторно уште еднаш и благодарност до владата на некој начин не поддржува во цела ова наша работа. Последната одлука да на некој начин ни дадат финансиски инпут за пожарите, јасно говори за определеноста на владата на Република Македонија, дека сакаме да ги ставиме сите работи под контрола.
Овие средства ќе бидат искористени за превентивни действија во шума, за во иднина да не се случуваат што е можно помалку пожари. На некој начин ние, ако ги средиме работите во јавното предпријатие, ако почнеме да сериозно работиме и на потребите и на вработените и така натаму, ние ствараме клима каде што се грижиме и за предпријатието, и за шумите, и за планините, нели, моментот за кој зборуваме денес, се во интерес на граѓаните на Република Македонија, затоа што сите ги сакаме шумите. Јас верувам дека нема човек што не ги сака шумите во Република Македонија и тоа е нормално и тие треба да бидат наша гордост. И убедена сум дека ќе бидат. Искрено ви посакувам се она што имате планирано да успеете да го реализирате. Прво за доброто на предпријатието Македонски шуми, второ за доброто на сите граѓани на Македонија, бидејќи рековме уште на почетокот 80% од територијата ни е планинска, имаме многу шуми, би требало не само да се гордееме, туку и да ги чуваме. Така, на некој начин моја порака за крај, луѓето да престојуваат во шума, да ја сакаат шумата, да се грижат за неа, а тука сме ние од шумарски аспект да ја презентираме убавините на македонските шуми и повторно ќе кажам сите да се гордееме со нив. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ќе се видиме во некоја следна прилика.